Фламенго корида, Дон Кихот и Санчо Панса и уште какви не други возбудувања нуди Шпанија денес. Ја освојувале Келти, Феничани, Грци, Картигенци и Римјани. И сите во денешниот лик на земјата оставиле свој траг. Богатото историско и културно минато овозможило Шпанија да стане привлечна за туристи од целиот свет. Земјата има 40 милиони жители, а годишно ја посетуваат 35 милиони туристи. Доаѓаат за да уживаат под топлото сонце, да се инспирираат од делата на неимарите, а други пак во последнава година и за да се потсетат на настаните од најновата историја на земјата. За мене лично, после 42-3 години одење у Шпанија, едно големо така задоволство, разбираш, кој ми прави, затоа што младоста, можам да речам, за 3-4 години таму сум ја поминал борба против фашизмот и сега, после толку години, да отидам да видам кај сум се борел, кај, што кажат, секој пат живота ни била на како на коска, што се века, денска си жив, утре не си жив и така натака. И друго, разбира, што фашизмот, Франко, по идењето на власт во Шпанија, ние не можевме да замислиме, разбира, за едно така кратко време после неговата, така речена, смрт, да дојде до една таква демократизација во Шпанија, што да можеме да отидеме сега таму слободно, да гледаме, да видиме кај сме се бореле, разбираш, во ни цела Шпанија. Тоа, действително, за мене, тоа е една така, како да речеме, за сега моите години после толку на големо задоволство ми чини, разбираш. И затоа се решив да отидам да видам таму кај сме се борели за тие 3 години с цела Шпанија. Ние целиот живот во револуцијата сме го дале, борбите и специјално за Шпанија и помошта на Шпанија која дадохме, беше за нас 6 години скоро отнемени од нашиот живот. Сме прошли многу тешко, а и тешки борби имало. И према тоа, самото положение наше, денес, после толку години, веќе се видјава дека доваѓа една пресмрт во Шпанија и не радува што вие во овој случај можеме да идеме да видиме Шпанија, во која положение се наоѓа, а исто време со народот да проживее, да поразговараме и да видиме. Бидејќи тој народ доста истрпе за оние години. Надахме се дека една промена мора да има. И на конгресот кога беше во Љубљана, например, на шпанските борци, присутна беше и Долорес Ибарури Пасионарија. И кога дојде збор да се каже идниот пат после 5 години каде да се одржи конгресот на шпанските борци, Пасионарија се дигна и рече: ја предлагам, вика, да се чуе мојот глас. А тоа е, вика, идниот конгрес, имам најголема желба да се одржи у Мадрид. Сега сте возбудени борбата повторно со Шпанија. И сега, после толку години, минуваат веќе 40 години, нали? Имајќи во вид дека ние сме се срснали у борбата на тој народ тамо, у Шпанија, нали? И то у најтешки моменти, нали? Ние сега се осеќаме мало сосем другчие, нали, возбудени од таа средба. Ние пак очекуваме средбата да биде таква, како што беше некогаш, макар и да не се јавно исполи.
На шпанската земја се водеше една од најголемите борби на човештвото против заедничкото зло фашизмот. Нејзините корени лежеа најпрво во тешката економска положба во која се најде шпанскиот народ под јаремот на своите угнетувачи. 70% од обработливото земјиште беше својна само на 2% од населението. Честите побуни на изборите во 1931 година се кронисани со победа над монархијата. Само по 2 години загрозените големосопственици ја повратуваат и уште посурово ја наметнуваат својата власт. Земјата се фашизира, но и отпорот не престанува. Во 1936 година, Обединетиот народен фронт на работниците и прогресивната интелигенција, создаден под закрилата на Комунистичката партија на Шпанија, победува и формира републиканска демократска влада. Ипак, меѓународната реакција и фашизмот, сега уште поорганизирано и обединето, се спротивставуваат на волјата на народот. Италија испраќа 110.000 фашисти, а Германија 65.000 припадници на елитните СС единици. Судирот разгорува, а расте и солидарноста кон републиканците. Шпанија станува прва земја во која се води оружена борба против фашизмот. Тука се создава и првата антифашистичка армија во Европа, составена од десетици илјади доброволци од целиот свет. На територијата од една земја прогресивни припадници од разни народи и земји, скоро голораки наспроти дозаби вооружените фалангисти на Франко, застанаа на барикадите во името на демократијата. Во тој меѓународен антифашистички занес и 1800 југословени се одзваа на повикот од републиканците, меѓу нив и околу 100 македонци. Во борбата на шпанскиот народ, нашата работничка класа и Комунистичката партија на Југославија го наоѓаат и своето место во борбата против заедничкиот непријател. Доаѓаат од сите страни на светот. Борис Атков за Шпанија тргнува од Париз, Иван Дојчинов поаѓа од Аргентина, Трајко Мишковски на повикот се јавува од Прага, Стеван Сердар во тоа време се наоѓа во Канада. И на позив партije mi smo se, nas oko 76 Jugoslavena se odazvalo na poziv partije i došlo u Španiju u građanski rat. Zašto ste dolazili ovamo? Zato što smo prvo komunisti, drugo što smo bili protiv tih nemačkog i italijanskog i japanskog fašizma. Имаше и македонци таму што се јавува. Bilo je dosta Makedonaca. Jedan od Makedonaca meni je dao krv ovde u Španiji kad sam ja bio ranjen. Група југословени учесници во шпанската граѓанска војна чекори повторно на шпанската земја. Сега секој со своето вистинско име и презиме, очи во очи со она за што се борел. За нив, крајот на граѓанската војна во Шпанија е сега по цели 40 години. И овде, со нивното присуство на местата на кои оставиле дел од своите животи. Еве ги наспроти Мадрид. Тие беа на барикадите во градот, а од местовот каде што го гледаат обновениот град, фашистите пукаа по нив. Возбудата не издржува. Навираат спомените за првите истрели во мадридскиот парк Каса дел Кампо, за првиот јуриш под францускиот мост, за првите жртви во универзитетскиот град. Додов на 1 септември 1936 година. Стигнавме на Мадрид кон октомври, 6 октомври. И 7 октомври ступивме во борба со непријателот. Во тие борби пред Каза де Кампо и сите Старија, загина падна многу другари у борбата. Чак и повеќе него што се мислеше, кој што се надевавме ние.
околу 15 ноември падна и Ганчо Джипанзов, кој беше прва жртва на фашизмот од македонска страна. Младиот велешанец Ганчо Хаджи Панзов загина онака како што и живееше, со убедување на антифашист, со неизмерна љубов кон слободата и огромната верба во подобрата утрешнина. За таа определба остана како спомени, како порака неговите огнени стихови, испеани непосредно пред неговата смрт. Ќе се вратам. Ги пишувам стиховите со крв, а радост би сакал да навестам. Ги пишувам стиховите со крв, а рацете мои се чисти, затоа би сакал моите зборови да бидат напишани со големи букви, со букви што навестуваат празник во срцата, во главите на човекот, во рацете. Ке се вратам од полињата на Караванчел, од полињата на Кастилја, кога ќе запрат огновите и кога ќе се родат нови пристани. Ќе се вратам. Ќе се вратам кога месечината 3 пати ќе вивне во висината над којник, кога топлината ќе ги згрее рацете твои, мајко, и твоето срце напатено, и тогаш моите очи ќе раскажуваат, и моите раце ќе раскажуваат за трнливите патишта на синови мајки, од Андалузија, од Сиера Гадарама, од Гвадалкивир, од Дуеро, од рамнините на Валенција и Кастилја и од земјата на Баските и од народите под Пиринеите. Ќе раскажува моето срце. После Харама овде беа најсилните борби. Главно наша задача беше, разбираш, да се земја со слободи Брунето. Тука погинаа наши многу другари и погине наш еден македонец, мислим да е родом од Кавадарци или од Неготин. Он беше танкиста и натру танкиот беше им го погодиле. Едниот другар му останал здрав, а он погине. Го извадихме од танкот и го закопахме тука под една маслинка. Тука беа најжестоки борби, разбира, за цело време, доека после така речено харамските борби. За взимање да се земеше Брунето. На Хараму главно ние ги задржаме фашистите там. Разбираш, не им дадовме, разбираш, многу за да напред нивната задача беше да го пресечат главните артерии, да ги пресечат на Мадрид, со Валенција, Барселона. Али тоа не им успеа, ние тука ги одбивме и ги задржавме. После ваму дојдохме в Брунето, разбираш, ова офанзивата у јуни месец беше овдека. Да се направи да се ослободи малку Мадрид. Од тоа беше наша задача. Но главно не успеа, разбираш, или ми немахме доста резерва, требаше да имаше голема резерва за да може да се успее таа операција. И затоа ништо не направихме, некои големи успехи немахме. Борбите се прошируваат низ цела Шпанија. На линијата кон Сарагоса се создава широк фронт на кој доброволците од интернационалните бригади се обидуваат да го сопрат продирањето на разоздените фашистички единици. Борби гради во гради се водат за секое место. 15-тата интернационална бригада ја има главната задача да ги заземе градчињата Кинто и Белчите. Веќе август 1937 година, втората воена година од Шпанската граѓанска војна. 3 дена фашистите даваа отпор од единственото слободно упориште во градчето Кинто од оваа црква. Ниеден не ги преживеа нападите на републиканците, но и тие на приодите од овој град оставија околу 300 ранети и загинати своји соборци. Со помалку жртви, но многу поимпресивно беше освоено и градчето Белчите. Откад smo mi bili tamo pošli na Kinto, ovo je bio, Belčite je bio opkoljen, ali nisu akcije ništa radili. I onda je došlo na red u septembru, ne sjećam se tačno datuma, da su 37. Da su ipak naši morali da dođu ovde i došlo je 15. brigada i tu je bio na tom delu bataljon Lincoln Washington, a tamo s one strane bio naš bataljon Dimitrov. I bila je žestoka borba tu, trajalo je. Naši su, na primjer, morali da idu od kuće na kuću, pa od ozgo su silazili, većini slučajeva, jer se nisu predavali. Sve dotle dok nije došlo
dok nije došlo da se od ceo grad okupira. Tamo i nije moglo se ulazi, to je smrad bio veliki, jer bilo je mnogo leševa i u fabrici tamo i ovamo svuda po tim kućama. Bilo je leševa, bila je vrućina jaka, to se raspadalo sve. Ljudi su posle, naši sanitetski organi su sa maskama dolazili ovde da rašiste. Пред повеќе од 40 години интербригадистите со пушка в рака, куќа по куќа го освојуваа овој град. По неговите улици денес чекорат со молк. Се е останато, како и помиговите на неговото освојување, како нем сведок на суровата војна, како сурова опомена на безсмислата. Ово место се вика Тортоса. Ние тука дојдовме 37 година во едно село Винарос и Бени Карло, каде што формирахме 115-та бригада микста. Шпањолска, мешана таква бригада. И од тука за прв пат кога да тргнеме за фронт, ја дојдох на ово место тука, у оваа тврđава. Не сме се качували, но ја гледахме и од тука минаме за прв пат. А втори пат, после борбите на Арагон, кога отступувањето беше, тој ние дојдоме со некои ранени двајца, тука на лечење, баѓи у ово место. Добро, но тука беше веќе оно отстапување и немаше можности за лечење и нас не препратија у Тарагона, каде што тамо имаше болница голема, но пошто немаше никакви лекарства и завои и такви работи, а се лечеше на отворено. Овака со отворени рани, само се подмачка раните со некои спирт и друго трето, лекарства, и така ние од тука од Тортоса и Тарагона заминаме за болницата у Матаро, изнад Барселона. После мадридските операции, ја пројдов во герилската група, односно ме пренесен тamo. Герилата, новена група герила, де герилерес, де Гвадалахара. Това е организација која работи, действува позади фронтовете и врши подготовки за помош за фронтовете наши. Односно да се уништат нивните придобивки на оражение на секој еден фронт, кај што ќе се готви непријателот да прави офанзива, ние да му рушиме све онова што он го прави. Mi se nalazimo ovde na mjestu gde su se vodile najžešće bitke prilikom neprijateljskog prodora na more. Ovde pred nama, kao što vidite, to je bila linija Poblete, kada smo se povukli prvoga dana. Prvi dan najžešće borbe bile su, kao što vidite tamo, ono selo Monroje. Tu ispred nas je bio naša brigada, bataljon Dimitrov, bataljon Masarik i bataljon Đure Đaković. Ja se lepo dobro sećam, prvi komandant bataljona Đure Đakovića je bio naš drug Aleksej Demnjevski, zvani Bauman. Dan uoči napada on je došao na prve položaje u naš bataljon da vidi kako smo zauzeli položaje
i tako dalje. I za nesreću baš je toga dana pala neprijateljska granata nedaleko od rova i drug Bauman je bio ranjen u obe noge, a njegov operativni oficir, drug Mojsije Stefanović, je na mjestu poginuo. To je bilo 3. april 1938. između 9 i 10 sati. Tada je neprijatelj već nadirao na nas i među nas pala bomba i nekoliko je ljudi teško ranjenih bilo, između njih mrtvih, a Bauman je bio teško ranjen. Noga mu bila jedna odsečena, visila na koži, druga malo ranjena i još nekoliko drugova ranjenih. Pa smo odatle nakon kraćeg vremena morali ga odvesti iza jedne okuke i vidjeli smo da mu noga visi na koži. Na koži mu je visila noga, pa iza tog humka ja sam imao makaze, škare, i tu sam tu kožu odrezao i nogu spremili tamo, a na leđima ga odneo do ambulante bataljonskog spremijelišta. Od njega je Rade Nikolić, jedan jaki momak, športista, atleta bio. Posle je on odišao, mi smo nastavili borbu. Sa drugom Baumanom bio sam na frontu Levante, još u Čiljanu, kad je formirana 129. brigada, gdje je on bio naimenovan za grupaciju slavenskih bataljona i Đaković, Dimitrov i Masarik. Na frontu je dolazio kad sam ja bio šef brigade, brigadne opservacije, i kao čovek, kao rukovodilac, komandant, neverovatno je posjećivao veliku pažnju borcima i svi su ga voleli. Druga Baumana ja više poznajem poslije rata, poslije Španskog rata u Sovjetskom savezu, kada se javio po izbijanju rata protiv Jugoslavije i Sovjetskog saveza da dođe u Jugoslaviju, pa nas nisu pustili, i kad je bila formirana jugoslovenska jedinica u Sovjetskom savezu, on, iako je bio bez noge, prvi se javio i došao je ovdje, nastavio rat koji se vodi u Španiji kao general, jel da, sve dok nije otišao u penziju. Ovdje je bila najznačajnija bitka na prodoru neprijatelja ka moru. Odavde do mora nema koliko, 40-50 km, i neprijatelj je pošto poto hitno hteo da dođe do mora. Međutim, naše internacionalne brigade, one su bile takozvane brigade de choque, ili na našem jeziku udarne brigade, koje su slate na najvažnije položaje, i tu je trebalo zaustaviti neprijatelja pošto poto, dobiti u vremenu da bi se moglo evakuisati dragoceno blago, ljudi, ranjenici i tako dalje iz Valencije uz obalu prema Barceloni. Jer se vidjelo da će on, već se to znalo, da će on preseći Španiju na dva dijela. I trebalo je dobiti u vremenu da bi se sve to evakuisalo. To je najvažnija stvar. Mi smo se tu borili 5-6 dana. I onda, kada smo već oslabili u tim borbama, nas su zamijenile druge španske jedinice, a mi, naša 129. internacionalna brigada, ona je jedina ostala u centralnom delu Španije. Španskата граѓанска војна роди плејада бестрашни борци кои не жалејки ги своите животи јуришаа во нерамната борба. Од 1800 југословени на шпанската земја своите животи ги оставија околу 800 борци. Повторните средби со местата на кои се војуваше и се гинеше се користат и за подсетување на светлите ликови од своите соборци. Исправено достоинствено, со китка шпанско цвеќе на шпанската земја и со молк, со спокојна тишина што шиба врз овие зелени предели, како гордо исправена вистина за чистата порака со која се одеше во оваа борба и со идеалот со кој во неа и се гинеше. Меѓу борците што се калеа и беа пример за другите во оваа борба, беше и уште еден син на македонскиот народ, Елисије Поповски Марко.
dobro se sjećam druga Jelisija Popovskog, španskog borca koji je bio s nama, tako reći, na svim frontovima. To je bio jako skroman čovjek, a što je najinteresantnije, on je jedini valjda koji je od Jugoslovena oborio fašistički avion nalazeći se u antitankovskoj bateriji. Zato je dobio javnu pohvalu od Ministarstva rata Republikanske Španije. Jelisije je bio, naročito se isticao također na Levanskom frontu gdje smo se energično borili i trebali da pomognemo drugojima na Ebru gdje je Franco koncentrisao najjače snage. Tu je on pokazao jedno herojstvo i skromnost, tako da je to jedan čovjek, što narod kaže, tiha voda breg roni. Една од најсуровите борби во шпанската граѓанска војна се водеше на реката Ебро во 1938 година. Одбраната на левиот брег на реката значеше и отстранување на опасноста од поделба на територијата на Шпанија. Со форсирањето на реката, интернационалните бригади требаше да се спојат со републиканските сили во централна Шпанија. Овој успех значеше освојување на нови 70 километри борбена линија и нов импулс во борбениот елан на борците. На тие настани се сеќава и тогашниот генерал на Шпанската републиканска армија Педро Марино. Се наоѓаме на мостот кај Мора де Ебро, кој што беше дигнат во воздух од страна на републиканците во март 1938 година. Од ова место воените трупи од Ебро ја мина реката Ебро. Тоа беше операција во која херојски учествуваа борците од интернационалните бригади, меѓу кои многумина им припаѓаа и на југословенските народи. Имаше срби, хрвати, словенци, македонци, црногорци и од сите националности од Југославија. Тие одиграа важна улога во обединувањето на шпанските единици, тие дадоа светол пример за меѓународната солидарност и братството во борбата за слобода, за демократијата, за правата на народите нападнати од фашизмот. Сакам да искористам оваа можност и да ја изразам мојата благодарност и мојата почит кон хероите од интернационалните бригади од Југославија. Во редовите на интернационалните бригади тие дадоа сјаен и незаборавен пример на пожртвуваност, самопрегор и хероизам. Можам да го изнесам ова мислење, затоа што во тоа време водев една од меѓународните единици во која се бореа и тие. Тоа беше 35-та интернационална дивизија. После форсирањето на река Ебро, 45-та дивизија, у кој бевме састав батальон дивизионари и наваѓа се у него, ние дојдехме на десната обала на Ебро. После тоа заземавме положај со задаток да завземаме котите на Сера де Кабајс. Сера де Кабајс ние имахме задаток само ноките да напаѓаме, да заузимаме положаите, кој ќе завземе положаите, да доваѓа онда шпанци, они запоседнаа, ние одехме на други положаи. Главниот задаток ни беше да дојдеме изнад Гандеса на оно брдо горе. Тоа не беше последниот задаток, така да можеме да доминираме над Гандеса. Со тоа ние завршуваме задаток и обечани кога ќе завршиме тај задаток, одеме 15 дена на одмор, с обзиром да имахме тешки борби. Овде се развива такви тешки борби да се према стручните војни стручњаци, Првата светска војна за пробој на Сремскиот фронт, на Солунскиот фронт 15 година, која беше 3 пати повеќе испалено артилериски зрна неголи до тога.
тука у Шпанија кој се водила борбата, разумеш, тука е била најголемата крвава борба, разумеш, за Шпанска републиканска армија. Од ово место сега дека збореме и дека гледаме према села де Кабальс, тука е Франко лично командувал с фашистичките трупи, разумеш, за операцијата на Ебро. Операцијата заврши, разумеш, да ние застанахме с фронта ово, после он противофанзида организира с италијански трупи, германски единици, германски авијација, тенкови авијација и све, онда не врати е. После стои нешто дена, разумеш, пак назад, разумеш, на левата обала на Ебро. Шпанската граѓанска војна за интербригадистите заврши без војна. Лигата на народите реши шпанскиот народ сам да продолжи да го брани своето определување и желба за поинаква слобода. Многу понадмоќниот и обединет фашистички непријател со помошта што ја добиваше постојано од сојузниците, потоа без поголеми потешкоти и ја круни со својата надмоќ и не ја успеа да ја додржи цели 40 години. Борците од интернационалните бригади се повлечени во логорите низ Франција. За најголемиот број југословени, борбата продолжува во редовите на Народно-ослободителната војна на југословенските народи до конечното ослободување на земјата. И оваа нивна посета на шпанската земја по цели 40 и повеќе години од времето на нивното прво доаѓање во Шпанија е остварување на нивните идеали. За доцнета, но вистинска победа остварена низ долгогодишната борба на шпанскиот народ. Затоа оваа повторна средба со шпанската земја е полна и со символики за остварувањето на заедничките идеали. Затоа и сеќавањата при посетата на овој дворец Сан Лоренцо во местото Ел Ескоријал, петвековниот дворец и вечно почивалиште на шпанските кралеви, ги надминува рамките на туристичка прошетка. Меѓу криптите на некогашните кралеви и интербригадистите наоѓаа свој заклон. Особено има длабока символика посетата на некогашните борци за подобрата утрешнина на Шпанија на импозантниот споменик во долината на мртвите, недалеко од Ескоријал. Со овој споменик, со огромни и надприродни димензии, од кои најголемиот дел се наоѓа во внатрешноста на оваа каменеста планина, Франко во смртта сакал да ги обедини и борците за република и нивните крвници. Овде почиваат остатоци и од едните и од другите. Во него сега почива и Франко. Врз неговата почва сега чекорат борците и во тоа можеби е големината на нивната борба и доаѓањето на задоцнетата победа. Спомените се бројни и незаборавни. Бех узбудан најповеќето кога дојдех на местото дека бех тешко ранен. Тука, благодарејќи на другарите и на особјето на санитетското, кој беше спасен, беше живеот во последниот момент. И јас тука можам само да благодарам многу. Друго, најголемото одушевление кое ми беше, тоа беше сусретот со населението, кој дојдехме и сретнахме се с луѓе кои баа потпуно заборавени. Од кој не упознаја кој сме и што сме, усхиќењето беше толку да човек отиде дома, донесе вино, жена му дотрча, викане дома у госте, меѓутоа ние тоа гостопримство кој ни го пружи, не можехме да извршиме со обзиром да беше многу кратко времето. Заликовите на борците што од целиот свет дојдоа да ја помогнат борбата на шпанскиот народ за нивниот хероизам, не бледеат спомените и кај народот на Шпанија. Карлос Ана, член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Шпанија и истакнат поет на Шпанија, за тоа ни рече. Со југословените на прво место ме сврзува едно извонредно братско чувство, пред се поради тоа што нашите народи имаат заедничка цел. Шпанската комунистичка партија и Сојузот на комунистите на Југославија имаат ист пат на борба кон социјализмот. За многу нешта не се сеќавам, но кај мене се јавуваат посебни чувства кон оние југословени што дојдоа да се борат во Шпанија.
Ја имав таа можност да посетам Југославија неколку пати. Се сеќавам кога ме пуштија на слобода. Само по неколку месеци си најдов другарка, добивме син, а социјалистичкото крштевање на детето беше извршено во Југославија, кога тоа имаше 5 месеци. Таму бев поканет од југословенската влада и од Сојузот на комунистите. Од Југославија носам незаборавни спомени, но еден од најблескавите е средбата со шпанските борци. Не знам што ме трогнува повеќе кај овие мажи. Дали тоа што се бореле за нашата слобода заедно со нас, или пак тоа што тие и ден денес се уште се борат во првите редови за слободата и солидарноста со нашиот народ. Овие луѓе ги оставиле кај на своите срца и својата историја и нив ги впишале во страниците на нашето минато. Дали би сакале да ни изрецитирате една од вашите песни, може би вашата најомилена песна? Јас сум еден затворенички поет. Мене би ми било по-подобро да бидам поет на радоста и слободата, особено да бидам поет за вас, вие што градите социјализам и еден нов живот. За жал, моите песни се пишувани во затвор и сите пеат за немирот и стравот на еден човек оттргнат од животот за да биде закопан 23 години. Тоа се песни за едно момче затворено на 17 години, а пуштено на слобода по 23 години. Сите тие се песни на надежта и борбата за да го пробудам светот и да ја разбудам неговата солидарност кон мојата земја. Ова е една од покарактеристичните песни. Таа е една од главните во мојата книга Песни од затворот, а нејзиниот наслов е Живот. Живот. Кажете ми како изгледа дрвото. Кажете ми ја песната на реката кога ја надлетуваат врапци. Зборувајте ми за морето. Зборувајте ми за златните полиња, за звездите, за воздухот. Кажете ми за хоризонт без врати и клучеви, како што е колипката на сиромашниот. Кажете ми каков е бакнежот на една жена. Кажете ми го името на љубовта, не се сеќавам на него. Дали се уште ноќите мирисаат на треперливите страсти на влюбените под месечина? Или пак останува само оваа дупка заклучена, или пак само песната на моите рози? 22 години. Веќе го заборавам обликот на предметите, нивната боја, мирисот. Го опишувам наслепо морето, полињата, живите шуми, а геометријата на дрвјата ја губам. Зборувам заради зборување, за нешта што годините ми ги избледнале. Не можам да продолжам, ги слушам чекорите на стражарот. Познавате многу југословени. Што значи за вас оваа средба со нив? Да, познавам многу од овие другари. За мене оваа средба е многу интересна. Сум го прошетал целиот свет, сум ја посетил Југославија. На моите соборци секогаш сум им зборувал дека денот кога Шпанија ќе биде слободна, за мене ќе биде огромно задоволство нив да ги пречекам во една демократска Шпанија и да ги сметаме за почесни граѓани на нашата земја. Гледам дека тоа конечно е возможно. Тие тоа го заслужиле. Тие можат да чекорат по шпанската земја која се уште не е слободна, зашто слободата е се уште слаба. Слободата е се уште несигурна, но уверени сме дека сме го започнале процесот што ќе не одведе кон зајакнување на демократијата, а потоа и кон социјализмот. Заради тоа јас сум посебно среќен и радосен што можам југословенските другари да ги пречекам во оваа Шпанија, која полека станува слободна. За оваа земја тие ја проелеа својата крв и неисти ги подарија најплодните години од своите животи. Шпанија живее нов живот. Народот на Шпанија по долг период отвора нова страница од својата историја. Патот до слободата е долготраен и пред него стојат нови зафати. А љубопитството на светот продолжува да трае за убавините на земјата, за нејзините атракции, за фламенгото и коридата, за прекрасните пејсажи, за животот што полека, но сигурно добива нови текови.